Здраво, дечки, јас сум Кика Авеира и со оваа серија на видеа се обидуваме да ви ги представиме сите факултети и да ви помогнеме да ја донесете најдобрата одлука за тоа каде да се запишете, на кој факултет и на кој смер. Денеска сме на стоматолошкиот факултет и ајде да видиме што се случува тука. Здраво, моето име е Јован Штрговски, моментално сум ВД председател на студентскиот парламент на стоматолошки факултет во Скопје. Пред се срдечно би ви посекал топло добре дојде на нашиот факултет. Накратко во овие неколку минути би се потрудил да објаснам што значи тоа да сте студент на стоматолошки факултет, кои можности ви ги нуди самиот факултет и со кои проблеми и со кои бенефити би се стекнале на нашиот факултет. Нашиот факултет се состои значи од главната студиска програма што е позната под името доктори по дентална медицина, стручни забни техничари и стоматолошки сестри. Кога станува збор значи за доктори на дентална медицина, тука станува збор за сите оние што после завршувањето на своите студиски програми ќе се стекнат со диплома доктор по дентална медицина, односно попознат како кај нас доктор по стоматологија. Имаме голем број на можности кои што би можеле да ги работиме после завршувањето на нашиот факултет, во зависност од специјализациите кои што би ги одбрале. Нешто повеќе за нашиот смер ќе кажи колега што следува после мене. Кога станува збор за стручни забни техничари, тоа представува студиска програма која што составена од 20 редовни и 20 вонредни студенти, која што во текот на целата едукација која што трае 6 семестри, односно 3 години, се трудат да најдат начини, особено новите и ефективни начини за продукција на заби кои што не се составни дел на нашата орална празнина, туку представуваат нешто што се надокнадува отколку ќе ги изгубиме природните заби. Се изработува значи од најразлични материјали, почнувајќи од најсовремените кои што ден денес се достапни на пазарот, па се до почетоците, односно треба да се знае целиот процес од почетоците до денешницата за изработка на самите замни надоместоци. Нашиот факултет брои отприлика некаде околу 600 студенти, односно тоа се 5 студиски години во дентална медицина. Со новите студиски програми, значи на студентите кои што сега се запишуваат и веќе се запишани во прва и втора студентска година, нивното студирање трае некаде 6 години. Причината заради тоа е што веќе 12-тиот семестар е вклучена и самата пракса, што значи дека треба да го изгубат, што значи дека се губи онај период од една година стажирање. Фактички после завршувањето на студиите и земањето на дипломата, самите студенти се подготвени да полагат државен испит, а воени после тоа да работат во областите на докторите од дентална медицина. Здраво, јас сум Јован Крлев, студент по стоматологија, односно по студентската програма доктор по дентална медицина. Се запишав на овој факултет наследно поради мојот татко, исто така и со желба да го наследам. Оваа студиска програма се состои од 10 семестри, односно 5 години плюс една стажирање. Откако ќе ја истажираме таа година, полагаме државен испит и потоа сме доктори по дентална медицина, односно стоматолози. После стажирањето можеме да одбереме специјализација од областа на стоматологијата и да продолжиме со специјализации како например ортодонција, имплантологија, хирургија. Од почеток на стартот на студирањето почнуваме со предклиники, односно со институти од медицинските предмети како анатомија, патологија, интерна медицина, инфектологија, па потоа во втора, трета година почнуваат и нашите предмети, односно нашата струка, клинички предмети како парцијална протеза, ортодонција, кариологија, ендодонција. Имаме прво предклинички предмети, па потоа клинички. Во предклиничките предмети, односно во пораните години, имаме вежби кои се одржуваат на фантоми, а потоа се префрламе на пациенти и со помош на менторите ги одржуваме забите на пациенти.
и предавања, доста битни се и двете работи. Предавањата ги се доста битни ради теоретскиот дел кој мораме да го совладаме за колоквиумите и испитите, а вежбите не се битни за праксата, која дел по дел, полека ја совладуваме за да станеме идни студенти, односно идни стоматолози. Испитите и колоквиумите во најголем дел прво се полагаат теоретски на тест, потоа практично, имаме практичен дел и од вежбите што се држеле, и потоа на некои во најголем дел имаме усен дел. Го браниме целиот материјал. Добре. Како сте? Одлично. Што е? Добро, супер. Кој е причината прошто денес не дадовте тука? Па, ја осеќам дека ме боли како му одбавање 6 години долу. горе. Али претходно сте имали некои болки и проблеми со истиот зад? Не. Па така најпречко или цело време трае? Усирачка. Осечка, ајде сега да видиме. Што сте имаш ке вика? Поредната кога што забележу. Екстрагирана петка, така? Тоа беше петката која што имате рад екстраникта. Добра. Али чувствувате болка? Нема нешто. Добра, уште еднаш. А на овој зад тука. Дали боли на вама? Не. Првото нешто што го приметив во суштина кога дојдов на факултетов е дека насекаде има огледало. Секаде има огледало за да си ја гледаш насмевката и да Како? И да плачеш. Тоа беше се од овој факултет. Кликнете subscribe долу за да можете да добивате нотификации за другите факултети, за другите видеа понатака. Кликнете овдека за да ги видите претходните видеа и се гледаме наскоро. Чао, чао!